лисицата и Трица. Се договориле волкот и лисицата заедно да посеат нива и да го делат родот. Така и сториле. Ја изорале, посеале и ожнеале нивата. Дошло време да се дели родот. Тогаш лисицата му рекла на волкот: Јас ке делам. За мене ке земам по едно килце, а за тебе големо зрно. Така дур да поделиме се. На волкот му се видело килцето како малку, а зрното како повеќе. Па се сложил затоа што мислел дека тој повеќе ке земе. На крајот, кога видел со колку малку ке си оди дома, се налудил и сакал да ја истепа лисицата. Но таа го спречила и го подсетила дека тој се сложил на делбата. Се договориле другата година повторно да ја посеат нивата. Кога повторно дошло време за делба, лисицата пак рекла: Јас, волчко, пак ќе делам, но ајде поинаку од минатата година. Ајде овој пат, ти земи се што е од озгора, а јас ке земам тоа што ќе остане под тоа. Кога на крајот видел волкот повторно дека со малку ќе се замине дома, решил да ја фати лисицата и да ја утепа. Таа бегала и се скрила во една дупка, а оттука му предложила на волкот: Ајде да се качиме на највисоката карпа и да видиме кој подобро ке скокне. Ако ти скокнеш подобро од мен, утепај ме. Ама, ако сум јас подобра, ке ме пуштиш. Волкот повторно се излажал. Како може да биде некој подобар и посилен од него? Веднаш се упатиле да си ја докаже волкот силата. Се качиле на карпата и на знак требало да скокнат заедно. Но лисицата се преправала дека скока, а волкот навистина скокнал од највисоката карпа. Така сам се утепал, а лисицата и понатаму ги надмудрувала другите животни. Assunta